ви посакувам добри дојде во јубилејното 15-то издание на Клучалка. И овој пат ќе се обидаме да го задржиме вашето внимание со актуелни настани од градот. Најмалите генијалци од нашиот град од следната учебна година, поточно од септември, ги очекува еден поинаков и навистина софистициран едукативен курс. Зашто поточно станува збор, дознајте од следниот прилог. Се наоѓаме во едукативниот центар Сигма, кој е посетен од голем број основци и средношколци од нашиот град, со цел изучување на природните науки. Ќе поразговараме со одговорното лице, професор по математика Сашка Младеновска. Најпрвен, кажете ни колку време постои едукативниот центар Сигма и какви услуги нуди? Така, ни добро дојдовте во нашиот едукативен центар, кој што постои веќе 3 години, од 2011 година и бележи сериозен успех во проширување и изучување на природните науки за учениците од основно и средно образование. Покрај зголемениот интерес за изучување на природните науки, кој што бележи тренд во последните години во државата, се зголемуваат и личните интереси на учениците кои што ги посетуваат нашите курсеви. Едукативниот центар располага со 3 опремени простори во кои што се изведуваат индивидуални и групни часови, уште еднаш да повторам, за ученици од основно и средно образование, како и за студенти. Се организираат индивидуални и групни часови по предметите математика, хемија, физика, информатика, а во зависност од интересот на учениците може да се следат и комбинирани курсеви. Во која смисла ученикот посетува курс по математика и хемија, математика и физика, значи зависно од интересот на учениците. Кои се придобивките од посетата на овие курсеви? Придобивките се пред се континуитет во изучување на наставните содржини по предметите кои што ги спомнав, зголемување на самодовербата и мотивацијата, што е многу битно за учениците од оваа возраст, и намалување и пред се губење на аверзијата која што постои дека ова се тешки предмети, дека се предмети кои што ученикот не може да ги научи. Со посета на курсевите успеваме во текот на овие години да ја намалиме таа аверзија кај учениците и нормално да се изгуби пред се тоа е и наше задоволство. Ученикот усвојува знаења и навики по предметите математика, хемија и физика, што потоа му придонесуваат во секојдневниот живот да се снаоѓа со нормално секојдневните проблеми. Ученици се опфатени со овие курсеви по природни науки? Па со курсевите се опфатени учениците од средно образование од 1 до 4 година и учениците од основно образование од 6, 7, 8 и сега би рекла 9 ново 8, односно 9 одделение. Што значи дека се уште во нашиот едукативен центар немаме работено со ученици на возраст до 5 одделение. Врз основа на долгогодишните истражувања се утврдило дека додека трае формативната фаза на ментален развој, значи на возраст на дечиња од 4 до 14 години, е значајно да се врши така наречена ментална гимнастика, со цел да се изврши што поголема реализација на мозочниот капацитет. Заради тоа, во разговор со една моја колешка, професор доктор Билјана Начевска, професор на електротехничкиот факултет, во неформален разговор дојдов до информација дека постојат така наречени тренинзи, каде што учениците со помош на абакус, на интересни и креативни часови, се насочени активностите точно кон развојот на детската меморија и концентрација. Љубопитно почнав да се спрашувам, да истражувам и дојдов до контакт со Brain International во Скопје, кои што се одговорни за светската Brain академија со свој сертификат. И во моето истражување почнав да анализирам што нуди програмата, кои се придобивките, што мене ме интересира, што би ги интересирало на неа.
Брено е релативно нов и за многумина непознат поим. Затоа сме тука да им појасниме пред се на родителите, оние кои ќе бидат најмногу инволвирани, социјално или да им овозможат подобро образование за своите најмали. Значи, да појасниме што значи Брено. Така, Брено е програма, како што рековте, нова во државава, постои 3 години на ниво во нашата држава, на светски рамки веќе 10 години и инволвира голем број на личности, ученици, држави, земји и така натаму, и во регионот кај нас, и во нашите градови во околината, значи постои веќе 3 години. Е програма за развој на способностите и вештините кај децата од 4 до 14 годишна возраст со 2 главни цели. Првата цел е целосен мозочен развој, користејќи го абакусот, а втората цел е развој на личноста, користејќи NLP технологии или техники, неуролингвистичко програмирање. Што е абакус? Абакусот е античка азиска сметалка која се користела низ вековите за пресметување пред да бидат измислени сметачките машини, а денес се употребува за ментална гимнастика. Абакусот како алатка заедно со ВАК методите и математиката допринесуваат за целосен мозочен развој кај децата. Децата учат како да ги визуализираат топчињата на абакусот, кои што ги гледаат, значи визуелно. Следејќи ги магичните зборови, слушаат аудитивно, ја изработуваат конкретната вежба, кинестетички, за да се добие одговор на даденото прашање и нормално да се дојде до развој на гениалните способности. Ова посебно што значи ВАК ќе објасниме понатаму. Значи, сепак би кажала дека абакусот е една чудотворна направа која што во комбинација со математика се вклопува и допринесува за развој на многу способности кај дечињата. Програмата ќе ја води специјализиран тренер кој ќе работи со дечињата. Дали можете да ни кажете кој може да биде тренер во оваа програма? Тука би морала да искажам голема благодарност до господја Клаудија Ефмер-Воргич, одговорното лице за Брено бюро, која што ја донесе оваа програма пред 3 години во Македонија. Успев да воспоставам на моје лично задоволство контакт, таа живее во Хрватска. Се погодија моментите, како што би рекле, ние се склопија коцките. Во периодот кога јас се распрашував за Брено беше во Македонија, лично разговарав со нејзе, значи одлично искуство ми остана од разговорот. Ме прими, ми ги објасни сите привилегии кои што подоцна може да ги ужива едно дете доколку биде дел од програмата. Ми објасни кои услови треба да ги исполнува еден франшизен центар за да може да ја работи програмата. И од сите тие анализи, значи јас после повеќе месечно би рекла размислување, дојдов до заклучок дека на нашите граѓани сепак треба еден ваков вид програма, еден новитет, посебно за развој на дечињата на возраст од 4 до 14 годишна возраст. Во самите објаснувања кои ги добив од господјата, ми беше кажано дека тренерите може да ги водат исклучиво дипломирани педагози и психолози, кои што ќе треба да посетуваат обука, значи да бидат соодветно обучени, за сето тоа ќе полагаат по нивоа или како што ги нарекуваат левели. И при самото тоа објаснување ми даде едни инструкции кои што исто беа корисни за мене, дека треба да направам интервју со повеќе личности, да им ги објаснам барањата на Брено, потребите кои што треба да ги задоволуваат. Меѓутоа пак тука би рекла лопување на моменти, значи без размислување и без анализа. Сметам дека како прв Брено тренер во нашиот град во Крива Паланка, моето размислување безрезервно е да биде Сашка Ѓорѓиевска, дипломиран педагог, може би малите дечиња кои што ќе следат програмата ја знаат како игротека Бимбо.
дипломиран педагог кој што сметам дека има одлично искуство во делот на работа со дечиња на оваа возраст, што и пред се ми беше наложено пред да започнам со интервјуа дека треба да одберам педагог, односно психолог, јас одбрав педагог, кој што има искуство, односно би рекла близина со дечиња на оваа возраст. Затоа би сакала, значи, бидејќи едукативниот центар ја откупи франшизата, подпишува договор со мастер франшизниот центар во период од 3 години, а со тренерот, што, значи, тука нема учители наставници, него се викаат тренери, со тренерот подпишува договор во трајање од 5 години, па би сакала посебно да како е програмата, што значи тоа NLP техника, што значи ВАК метода, како ќе се одвиваат сите понатамошни активности, да ги слушнете од Сашка Георгиевска, која што ќе биде прв тренер на Brain во оквирот ОВАК. Разговараме со Сашка Георгиевска, која ќе биде првиот тренер на програмата која ја најавува едукативниот центар Сигма. За почеток да ја објасниме програмата. Вака, прво да кажам дека голема благодарност до Сигма што ме одбраа мене за довербата, што ми ја изразија. Програмата, значи, е наменета за деца од 4 до 14 години со вкупно 10 до 12 нивоа, а секоја ниво трае од 3 до 4 месеци. Програмата ќе се реализира, односно групата на дечињата ќе се формира согласно нивната возраст и секој дете ќе добие абакус, материјали, односно книги за работа, маички, зашто маичките ќе бидат униформа за наставата, и ранец. Часовите ќе ни бидат забавни, креативни и едукативни. Кои техники за работа се планираат? ВАК. Покрај абакусот споменавме дека тука се и ВАК методите и NLP техниките. Најпрво ќе ги објаснам ВАК методите, значи тоа се методи, односно истражувањата покажале дека некои дечиња учат врз основа на она што ќе го видат, други дечиња учат врз основа на она што ќе го слушнат, а трети пак учат врз основа на тоа што ќе го допрат. Најновите истражувања за процесот на учењето покажуваат дека примањето, меморирањето на информацијата е најефективна доколку се одвива низ сите 3 методи. Значи, она што ќе го учат децата кај нас, програмата е таква што ќе мора да го видиме, слушнеме и допреме. Додека NLP техниката, NLP е наука за процесот на мислењето, а незините техники помагаат за развој на лидерските способности, развој на концентрација, развој на меморија и развој на самодоверба, како и мудро менаџирање на човековите ресурси. Кои се придобивките на програмата Brain on Brain? Придобивките што треба, значи, сите ние да ги забележиме кај дечињата се зголемена концентрација, зголемена меморија, развој на лидерските квалитети и способности, зголемена самодоверба, која е од големо значење како за децата, така и за возрастните. Други значајни и интересни моменти за оваа програма, зошто да се одлучат пред се родителите, а потоа да им биде забавно и на дечињата, зошто да се одлучат за програмата Brain on Brain? Она што е многу интересно за оваа програма е дека има многу дружење помеѓу сите Brain on Brain ученици во сите градови. Исто така се одржуваат и надпревари помеѓу учениците на Brain on Brain, а секоја година, односно секоја лето, се одржува и летен камп за сите нив. Исто така, од големо значење е и тоа што секој ученик после секое завршено ниво добива сертификат кој што е меѓународно признаен. Која е улогата на родителите? Улогата на родителите е многу голема во оваа програма и исто е многу значена, бидејќи детето, посетувајќи ги тренинзите кај нас, има врска по 15 минути дневно да вежба дома и родителот е доволно за почеток да го мотивира и да го научи детето во одреден период да има тренинзи дома.
Од кога се планира да започне програмата во нашиот град? Програмата ќе почне со реализација од месец септември. Во меѓувреме работиме на информирање на сите граѓани, на сите родители, просветни работници кои исто така треба да ја слушнат програмата и кои имаат значајна улога во воспитно-образовниот процес кај децата. Дали се чувствувате привилегирани од избора да бидете првиот тренер на оваа програма? Моето задоволство не може да се скрие. Прво ми е голема чест што како дипломиран педагог имам можност да ја работам оваа работа. И многу ми е драго што програмата е посебна, значи програмата е уникатна. И ја имам јас таа чест да ја работам. На кој начин ќе ги информирате родителите за оваа програма? Така, значи планирано е во соработка со одговорните од Мастер франшизниот центар во Скопје да се направи презентација на програмата на 18.6. во 18 часот во домот во Центарот за култура во Крива Паланка. Да секој оно што ќе следи емисијата, значи да не посети на 18.6. во 18 часот во домот на би рекла Центарот на културата Крива Паланка, каде што соодветните лица од Brain on Brain, значи Марија и Весна, ќе извршат презентација на програмата, односно во прво лице би објасниле на граѓаните што значи Brain on Brain, зошто Brain on Brain, зошто вашето дете би било добро да биде Brain on Brain. Значи јас сепак заедно со нив ги учам техниките и методите и најдобро би било на првиот момент граѓаните да го почувствуваат со вистинските лица од програма. Тука би морала да истакнам дека по трет пат се склопуваат работите и се надевам дека програмата ќе доживее едно вистинско ниво како што и замислувам. Се јавува професор доктор Анета Стефановска, професор на Универзитет во Ланкастер во Велика Британија. Тоа е наша сограѓанка која што работи како професор по физика на универзитет, Кривопаланчанка, има добиено 8 октомвриска награда, која изрази желба да изврши презентација пред таргет група на дечиња. Кариерата своја започнува со моделирање на нервниот систем. Значи ги поврзувам работите со оно што јас сега сакам да го промовирам во градот. За време на докторските студии на универзитетите во Љубљана и Штутгарт се занимава со истражување во насока дека активностите на внатрешната обвивка на целиот кардиоваскуларен систем поседуваат некои осцилаторни компоненти. Нејзината сегашна работа вклучува анализа и моделирање на фазата и динамиката на мозочните бранови, како сето тоа се открива во мозокот. Што ми остана како момент на сеќавање нејзиното мото. Вели, во мојата работа јас учам од природата, но се обидувам да ја користам на природата. Тука би сакала да истакнам дека сите посетители кои што ќе се одлучат да дојдат да ја проследат програмата на Brain on Brain ќе бидат удостоени да слушнат едно предавање на врвен професор на врвен универзитет, рангиран во 7 светски универзитети, кој што ќе даде и свое мислење баш во делот на како на возраст од 4 до 14 годишна возраст може да го развиваме мозочниот капацитет, како да сватиме дека гениалноста се наоѓа во секого, само треба да се најде начин како да се разбуди. Би спомнала дека презентацијата уште еднаш за сите граѓани ќе биде во Домот на културата, во Центарот на културата во Крива Паланка и би сакала посетеноста на сите да биде значи на највисоко ниво, од причини што ова ќе биде момент каде што ќе ја слушнат и ќе размислат за вистинската приказна на Brain on Brain. Оставаме простор да 3 месеци се распрашуваат, анализираат, информираат, бидејќи програмата започнува од месец септември. Уште еден успех за средното училиште Ѓорче Петров. Овој пат станува збор за третото освоено место на Треш Фешн Македонија 2014. За впечатоците од настанот поразговаравме со Клаудија Стоевска, која гимназијата ја представи со навистина оригинална тоалета изработена од рециклирачки материјали.
Денешното интервју со Клаудија Стоевска е неодамна освоената награда на Trash Fashion Македонија 2014. Освен тоа, ќе поразговараме и за низа други нешта кои ја интересираат оваа млада девојка. Клаудија, најпрвен благодарам што ја прифати поканата за ова кратко интервју. Благодарам и на вас што ме поканивте. Да споменаме дека неодамна на одржаниот училишен Trash Fashion го освои првото место. Тоа значеше и појавување на државниот надпревар Trash Fashion Македонија 2014, на кој учествува креации од цела Македонија. Кажи ни за твоите впечатоци на овој надпревар во Скопје. Па вака, моите впечатоци за овој надпревар се на високо ниво, затоа што пред се имав многу голема конкуренција. Како што вели и мојот ментор, кој има претходно учествувано на овој надпревар, тој вели дека досега има најголема конкуренција за разлика од другите години. Тоа не представуваше некаков проблем за мене, но може да се каже дека представува добар успех. Дали може би ќе се потсетиш на тогашните представувања, какви спомени ти останале од претходните појавувања? Па првата година кога учествував на Trash Fashion, со мојот тим зедовме трето место на училишниот надпревар. Мислам дека тогаш има сите имаме вложено голем труд во таа креација и ја изработувавме долго време. Потоа минатата година, иако не зедов награда, имав оригинална идеја и се надевам дека, односно знам дека тоа е всушност потик за подобар и поуспешен настап за наредната година, што тоа го и покажав за оваа година. Тоа што земав прво место тука и се покажав во најдобро светло што можев и ја представив гимназијата со освојување на трето место на државниот надпревар. Годинава носеше тоалета, долг фустан, значи изработен на навистина оригинален начин. Кажи ни нешто повеќе за креацијата. Па вака, мојата креација беше изработувана околу месец и пол до 2 месеци. Имав креацијата, во главно ја изработував сама, но имав помош и од најблиските и од другарките што се дел од тимот. Потоа, исто така е доста интересно што идејата за оваа креација ја имав уште минатата година, но не ја остварив. И во меѓувреме се појавува наградна игра, фискална во рака, награда без мака, што всушност кога некој друг би гледал од страна би мислел дека тоа е мојата инспирација, но не, тоа не беше мојата инспирација, туку тоа е моја идеја уште од минатата година, уште пред да започне наградната игра. Воедно, еден дел од горниот дел од фустанот ми е изработуван од кибрид, од чкорчиња кибрид кои се прецизно наредени еден до друг во едни необични форми. Во креацијата изработував и стари парчиња од мебел, односно еко кожа која е излупена од стар мебел. Конкуренцијата на Trash Fashion Македонија беше голема, значи учествуваа 45 креации. Колку тебе ти оставија впечаток сите тие креации, колку сметаш дека имаше добри и заслужни за награда? Имагинацијата и идеите на учесниците оваа година беа навистина добри и всушност и одлични. На некои од нив, на половина од учесниците навистина представуваа едни меѓу други огромна конкуренција, бидејќи имаше навистина добро изработени тоалети од материјали што не би ни помислеле дека можете да ги искористите така. Некои од нив ми оставија впечаток со тоа што се доста иновативни и естетски убави на изглед. Например, имаше изработени од вреќи, од картони, дури имаше изработено од амбалажа или пластика за таблети, што навистина представуваше доста иновативно и интересно нешто за создавање на еден таков проект или креација. Целта на настанот беше всушност да се подигне свеста кај младите кои се почесто и повеќе се обседнати со мода, дека рециклирачките материјали може да бидат искористени за таа намена. Идејата е дека треба да се заштитува животната средина. Кој е твојот став во таа насока? Јас апсолутно го поддржувам овој настан, бидејќи посебно ми се допаѓа тоа што
е главна со цел да ја потигне свеста кај граѓаните за зачувување на животната средина и токму се обележува на денот кој се прославува како светски ден за таа намена. Исто така мислам дека овој настан е инспириран и од модните писти, бидејќи веќе досега на светско ниво на модните писти има настани и реви каде што фустаните, односно тоалетите се изработени апсолутно од рециклирачки материјали. Така да овој настан ми се допаѓа и тоа што сакам да го препорачам е кај младите, а воедно и кај сите граѓани, дека треба да се задржуваат на тоа да ја потикнуваат својата свест за заштита на животната средина, бидејќи тие тука живеат и таа е единствената што ја имаме. Земјата е единствената што ја имаме и треба да ја чуваме и негуваме. Кога станува збор за модата, колку ја следиш, колку сметаш дека светските трендови треба да се следат постојано или можеби се одлучуваш за покласика кога станува збор за модата? Кога станува збор за модата, мислам дека секој треба да се облекува според поводот или според приликата во која се наоѓа. Кога исто така следењето на модата, односно на брендовите и трендовите, не се некоја важна работа без која не можеме да опстанеме, туку јас преферирам повеќе изградување на сопствен стил на облекување или слично. Споменавме дека си матурантка, значи 4-годишното средно образование веќе е за тебе. Изминатава година имаше низа активности. Најпрвен, кажи ни за твоите впечатоци. Што е она што прво те асоцира кога ќе се спомене гимназијата Ѓорче Петров? Прво тоа што ме асоцира е, како што секој би кажал за училиштето, мојот втор дом. Тука навистина поминав моменти кои не би се заборавиле, особено со тоа што можеби не ги приметував додека бев тука, но сега откако веќе завршив, откако матурирав во оваа гимназија, приметувам колку убави денови сум имала тука и какви се пријатели сум стекнала. Неодамна ја прославивте матурската вечер, како си поминавте, дали имаш некакви забелешки околу прославата? За прославата апсолутно немам никакви забелешки, бидејќи помина најдобро што можеше. Неодамна со драмската секција од училиштето се представивте на театарски фестивал во соседна Република Бугарија и отаму се вративте со награда. Со какво искуство се врати конкретно ти? Навистина тоа искуство беше убаво и пред се подучувачки, бидејќи ние учествувавме на надпревар и на фестивал каде што учесниците беа професионални глумци, а ние сме само аматери од оваа гимназија, ученици од оваа гимназија која ја спремавме драмата за патрониот празник на училиштето. Таму се покажавме во доста добро светло со тоа што имаме пофалби од бугарскиот режисер и исто така нашата драма заслужува посебно внимание со тоа што ја изведуваме во поскратена варијанта и ја изведуваат ученици од гимназија, односно средношколци кои се споредуваат таму со професионални глумци и да земеме таква награда навистина представуваше многу успех за нас и гордост за училиштето и посебно за професорките кои не спрема. Освен тоа, остануваат спомените околу пријателствата, новите познанства, забавата. Се надевам дека ќе потврдиш дека имавте прекрасни неколку дена таму. Да, секако нашето дружење, забавување беше неизбежно. Секаде каде да одиме, ние сепак остануваме заедно, без разлика дали тоа е представување на театарската представа, дали тоа е екскурзија или слично, ние си ги сполнуваме таму часовите и деновите со забава и меѓусебно дружење. Кој е твојот став околу професорите во оваа гимназија? Колку си задоволна од нивниот однос? Или сега од сегашна перспектива што би сакала да им сугерираш да променат? Кај професорите посебно ми се допаѓа тоа што со најголемиот дел од нив имаме многу пријателски однос. Не мора да биде, значи ученикот може да се обрати кај нив за било што во било кое време без тие да му иступат со неприфаќање.
односно ми се допаѓа тоа што кај нив можеш да прашаш, да сугерираш за било што, без тие да те осудат, да ти префрлат нешто, без разлика дали тоа се работи за тоа што се работи во училиштето или за наставата или за нешто надвор од тоа. Имаме посебен пријателски однос што ми се допаѓа за денешново образование. Бидејќи сметам дека така поубаво може да се тој контакт може поубаво да постигне поубави резултати. При тебе се отвараат нови перспективи, малку поинаква иднина, кои се твоите планови и амбиции? Најпрвин сакам да се запишам на факултет, на архитектонски факултет. Ќе видиме како ќе успеам на приемниот испит. Веќе почнуваат подготовките за приемниот испит кој што се одржува во август. Сега за сега тоа ми е главна окупација, а за понатаму ќе видиме. Дали тоа подразбира дека имаш наклонетост кон уметноста воопшто? Да, апсолутно. Што за тебе представува пријателството? За мене пријателството не представува само еден однос пријателски настроен, туку представува и однос кој треба да има афинитети кон почитување на личностите. Како го поминуваш слободното време? Слободното време го поминувам со излегување, но не само со излегување, туку и со некои посебни активности кои сакам да ги правам. Например, обожавам да креирам, да скицирам скици, модни скици, исто така цртање и некои активности кои што се најдат во меѓувреме. Книга или филм? Книга, дефинитивно. Дали може да ни откриеш омилено дело, омилен автор? Вака, немам во никоја работа досега, немам омилено нешто. Немам омилен филм, немам омилена песна, туку имам посебно жанрови кои можам да ги издвојам и, например, обожавам да читам криминалистички жанр и понекогаш некој психолошки роман може да влета во мојата колекција. Многу млади луѓе поминуваат поголем дел од денот на интернет. За кои цели го искористуваш ти овој медиум? Можеби јас поминувам доста време на интернет, но тоа не е со цел јас да седам на Facebook или слично, туку го искористувам со наоѓање на, например, читање на некои статии кои ме интересираат од областа што мене ме интересира, и исто така во барање на секакви информации или конкурси што мене би можеле да ми користат и да ми помогнат во мојата натамошна кариера. Да го имам светот цел. Песната врати се и го донесе првото место на Биба Додева на фестивалот Макфест 2014. Втората награда замина во рацете на Дарко Илиевски со изведбата на Кога најмногу ми требаш, а третото место го освои Елвир Мекич со песната Ако времето е најдобар лек. Победничката песна на Биба Додева, која е и автор на музиката и текстот, додека аранжманот го направи Дамјан Лазаров, убедливо триумфираше на финалната вечер на фестивалот на забавни мелодии во Штип и на пејачката и донесе парична награда во вредност од 20.000 евра. Втората награда изнесуваше 15, а третата 10.000 евра. Најдобриот дебитант и најдобриот сценски настап на Макфест 2014 оваа година ги оценуваше 7-члена жири комисија, составена од еминентни музички стручњаци, универзитетски професори, музички новинари, директори на врвни музички институции и културни работници. Наградата за најдобар сценски настап отиде во рацете на Викторија Лоба и Дексо со номерата Само мој. За најдобар дебитант на фестивалот беше избрана Симона Поповска со песната Како да заборавам. Директорот на Макфест нагласи дека годинава имало неочекувано голем интерес од публиката, која преку SMS пораки гласеше за победникот на фестивалот. Наедно може да се каже дека големите парични награди
се примамливи за креативна војна меѓу пеачите и композиторите, која никое време и недостасува на македонската музичка сцена, а резултатот е квалитетни песни кои ќе останат да се слушаат. Vrati se, kaj što nekomu si se, kaj što prediš ovaj tek, kaj mene vrati se. Samo vrati se, vrati se, vrati me, sakaj me, samo pridi kraj mene i ne ostavaj me. Sve dok neka zastane, samo ti vrati mi se. Мостот на уметноста во Париз пред неколку дена бил евакуиран откако од тежината на илјадниците катанци на љубовта се урнал еден дел. Влюбените посетители од целиот свет при посетата на овој легендарен мост на него закачуваат катанци со своите имиња, а клучот го фрлаат во реката Сена, верувајќи дека на тој начин ја заклучуваат својата љубов за секогаш. Меѓутоа, од тежината на катанците, делот оградата на мостот во должина од околу 2,5 метри се урнал, па полицијата итно ги евакуирала посетителите и го затворила мостот. На самото место стигнале локалните службеници и еден архитект, а оградата е вратена на место. Мостот многу наскоро повторно ќе биде отворен. Овој обичај на закачување катанци им задава главоболки на париските службеници, бидејќи представува опасноста за безбедноста и го нарушува изгледот на мостот. Катанците се појавиле на мостот во 2008 година и оттогаш непрестано предизвикуваат еуфорија. Денес целата должина на мостот на уметноста, сите 150 метри, е покриена со катанци, а обичајот се проширил и на другите мостови во Париз. Џастин Тимберлек е најпосакуваниот маж на планетата со освоени најголем број гласови во анкетата на американскиот магазин Star. Минатата година на негово место беше познатиот актер Бред Пит, а годинава во топ 5 влегле и Джеред Лето, Рајан Гослинг и Хју Џекман. Дженифер Лопес и нејзиниот дечко Каспер Смарт раскинаа по 2,5 годишна врска, но и понатаму се во добри односи. Двори блиски на парот откриваат дека славниот пар раскинал уште пред 2 месеци, а за причина за раскинувањето не е медиумското поврзување на Каспер и транссексуалниот модел. Антонио Бандерас и Мелани Грифит му ставија крај на својот брак. По 18 години брачен живот парот објави дека се разделува и дека одлуката за развод била заедничка. Старателството над 17 годишната Кирка Стила најверојатно ќе го превземе мајката. Популарниот српски кантавтор и мега музичка звезда Желко Јоксимовиќ најави голем музички спектакл на 21 јуни во спортската арена Филип II со почеток во 21 часот. Тој никогаш не штеди пофални зборови за Скопје и за македонската публика, а како гости на концертот ќе се појави Даниел Кајмаковски. Ке те чекам јас, дури очиве мои гледат, ке те чекам јас. Победничката песна на Ламбе од Скопскиот фестивал конечно ја доби својата видеоприказна. Покрај Ламбе во спотот главна улога има и атрактивната ракометарка на ЖРК Вардар, Ива Стојковска. Видеозаписот се снимаше на Велишкото езеро под будното око на Фабрика продукција, а комплетен автор на песната е Јован Јованов. Ламбе неодамна откри дека соработува со веќе проверен тим за новиот материјал, кој активно го подготвува. Тој своите обожаватели ќе ги изненади со нов албум во издание на План Б продукција и ветува дека ќе даде се од себе за да им подари нови хитови на обожавателите. Како се вклопија Ламбе и Ива во новата видеоприказна, погледнете и проценете сами.
ке те чекам јас, дури очиве мои гледат, ке те чекам јас, тука на овој праг, ке те чекам јас, и ке верувам дека љубовта што ја пронајдеш, тоа пак ке сум јас, ке те чекам јас, дури очиве мои гледат. When the going gets tough, the tough get going. One love. Фудбалската триска, која и официјално стартува на 12 јуни со почетокот на светското фудбалско првенство во Бразил, доби CD со официјални песни. Навивајте со Pitbull, Shakira, Рики Мартин, Сантана. Сите тие имаат свој фудбалски химни кои се најдоа на албумот Една љубов, еден ритам. We Are One, официјалната песна на светското фудбалско првенство 2014, конечно го доби долго очекуваниот видеозапис во кој преовладува неодоливиот латино ритам. Енергичниот ритам на We Are One се очекува да биде химната на ова лето. Откако J-Lo и Pitbull повторно докажа дека се неверојатно добра поп-латино сензација. Заедно со неколку стотици танчерки и атмосфера како на карневал, видеозаписот за химната на светското фудбалско првенство ќе ве натера да се раздвижите во ритамот на летото. Full hearts gonna work so hard, shoot all the stars, fist raise up towards the sky. Tonight, watch the world unite, world unite, world unite. For the fight, 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 one night, watch the world unite. Two sides, one fight, and a million nights. Hey, hey, for the side, come on, sing with me. Hey, hey, alle, alle, come shout it out with me. Hey, 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 come on now. Hey, 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 come on now. Hey, 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 hey. Put your flags up in the sky. Се надевам дека учивавте во содржините кои ги подготвивме за вас. До следното видување ви препорачувам да останете со програмата на Златен канал. Секое добро!